Петтото јубилејно издание на Џојфест во Крива Паланка, посветено на настраданите во поплавите во Скопско, на програмата понуди одлична рок музика за сите генерации, а 10.000 граѓани од сите краеви на Македонија и соседните држави уживаа во досега невидениот рок спектакл. Главни звезди беа Ареја и алтернативниот рок состав Ван Гог од Србија, а настапија и локалните рок бендови Машина, Стоп и РГБ. Водител на фестивалот беше Гораст Цветковски. Фронтменот на култниот рок состав Ван Гог, Звонимир Ѓуле, рече дека прв пат е во Крива Паланка, но редовно настапува во Македонија. Evo, veliko nam je zadovoljstvo i velika čast da smo po prvi put u Krivoj Palanci, a u Makedoniju dolazimo uvek vrlo rado. Имавме особена чест прв пат да настапиме во Крива Паланка, но во Македонија сме многу често. Со задоволство ги прифаќаме поканите да настапиме тука, зашто македонците имаат посебна, врела крв, особен темперамент. Имаме интересен момент од кариерата, кога во 2009 година го објавивме албумот Лавиринт. Македонската публика ги знаеше сите текстови и рефрени подобро од публиката во Србија и другите држави во регионот. Таа енергија и посветеност е тешко да се заборави и се радуваме на секоја повторна средба со нив. Им порачувам на младите широм Македонија таа енергичност и борбеност да бидат двигател за остварување на нивните идеи, соништа и да држат за секогаш до вистината. Da se kriva priča ispravi. Ареја ги отпеа хитовите кои изминатите 25 години постоење на составот ја потврдија нивната незаменлива улога на рок сцената во Македонија. Прекрасна организација имаше на фестивалов, многу убаво не пречекаа кривопаланчани, убаво е организиран фестивалот, премногу луѓе има, јас не очекував дека толку многу луѓе ќе има и супер, што да кажам, убаво си поминавме. Џојфест прерастува во реномиран настан кој секоја година е се повеќе посетен, а е повод за реунирање или реформирање на локалните рок состави. Само ви кажам, ние се чувствуваме прекрасно. Се надевам дека публиката можеше да ја доживее таа енергија што ние ја чувствувавме на сцената. Општата атмосфера беше неповторлива. Прв пат настапуваме у оваа формација и како бенд. Значи, предпромотивно го изведовме материјалот кој што ќе биде дел од нашиот прв студиски албум што излегува оваа есен. И морам да кажам, изненаден сум како публиката ги прифати стварите. Значи, имавме изванредна реакција од публиката. За нас е, значи, дополнителна мотивација да продолжиме и понатаму, да се занимаваме со тоа што сме сакале, значи од секогаш се занимаваме со музика, со добар рок-н-рол, значи со гласен рок-н-рол, некој вид бунтовност, така. Џојфест е во организација на локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Годинава прослави мини јубилеј, поради што К3 телевизија ќе посвети и одделна репортажа за изминатите фестивалски изданија, а изложба фотографија од кривопаланичкиот фотограф Ѓорги Костовски веќе е најавена за 27 август. Изложбата е ретроспектива на Џојфест, а ќе се одржи во уметничката галерија на локалната установа Градски музеј Крива Паланка.